Почитувани, и по 2 години целосна конфузност во здравството, најмногу жртви и несоодветно справување во периодот на пандемијата со корона, владата предводена од СДСМ и ДУИ не се грижи за подобрувањето на состојбите во здравствениот систем. Единствена грижа е да се прави перцепција дека се е во ред, иако сме далеку од ред. Пациентите деновиве се повторно заглавени во здравствената некоординација, која наликува на хаос креиран од оваа хибридна влада. Денес во здравствените лавиринти ретко кој наоѓа правец и излез. Има ли насоки? Има ли правец и правила? Има ли патеки на движење на пациентите како да стигнат до вистинската здравствена установа? Деновиве во клиничкиот центар Мајка Тереза затворени се двата ургентни центри, и хирушкиот и интернистичкиот, а за пациентите нема одговор и нема јасни патеки на движење. Наместо јасни насоки за граѓаните каде да се обратат за здравствена услуга, секој мора да лута и на крајот решението најчесто да се обиде да го бара во приватното здравство, ако има пари. За жал, здравствените власти тоа не ги интересира, тие се занимаваат со кречење и местење на тендери. Местата каде треба да се обратат пациентите се затворени. На клиниката за токсикологија се кречи првиот, а затворено е приземјето и тоа е добро образложение зошто не треба да се примаат пациенти. Од неодамнештото, со фанфари најавувано реновирање на инфективната клиника, излезе дека само се кречеле собите и се инсталирале нови противпожарни апарати. Наместо ветуваниот нов клинички центар, сведоци сме само на еден вид импровизирани објекти кои повеќе наликуваат на пилјарници, кои што ниту новиот министер не смее да помисли да ги елиминира од паркот на кампусот Мајка Тереза. Низ кампусот клиники Мајка Тереза никнуваат трафики, за истите никој нема ингеренции во рамките на кампусот, а овие клиники даваат услуги на граѓаните речиси од цела Македонија. Граѓаните ова веќе не можат да го издржат, премногу е. Премногу е некомпетентност, непрофесионализам и корупција. Премногу е. Ве повикувам на 18 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија да ставиме крај на оваа неспособност. Ви благодарам.